Интервјуа, анализи, жешки теми. Политички магазин Пул на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова. Па видите, јас како историчар и правник, како човек кој што сум се занимавал со проучувањето на проблемот на создавањето на македонската држава, тешкотиите во тоа создавање, некако чувствувам и морална одговорност да се јавам и да учествувам, како и во вашиот медиум, ако може на некој начин да придонесам со своето мислење да работите тргнат така како што треба да тргнат. Видите, ние тешко сме дошле до оваа фаза да создадеме држава и многу пати е укажувано дека ако не бидеме паметни, може таа држава да ја изгубиме. Ние сме сега во ситуација, да речеме, кога лесно можеме да изгубиме државата. Зошто го велам ова? Едноставно сме во таква ситуација што некои политички лидери, например, да не спомнувам имења, но неуки се во однос на тоа дека што треба да се направи за државата, бидејќи работите ги гледаат некако многу упростено, многу симплифицирано и мислат дека тоа е едноставно. Еве конкретно, например, сега тема на денот и на годината, што би се рекло, е платформата на албанските политички партии. Тоа не е безазлезна работа. Може ли да ни објасните што е проблематично од и од историски аспект и од актуелната политичка состојба? Да, од историски аспект позната е тенденцијата на албанците да имаат своја обединета држава, голема Албанија, но не е и тоа само албанска тенденција. Тоа го има и кај грците, го има и кај бугарите, единствено го нема кај нас, бидејќи ние немаме друга држава околу која да се обединиме и да ги приклучуваме нашите територии. И сега оваа платформа не е нешто ново, тоа е позната тенденција од Призренската лига, па понатаму во 98 година Албанската академија исто така излезе со една ваква платформа во која што неколку точки се поклопуваат и сега е оваа година како што беше објавено почетокот на годината, оваа платформа со неколку точки кои што навистина за мене се многу чудни. Зошто велам дека се чудни? Едноставно, ако почнат тие да се реализираат, може да се реализираат само во услови на војна. По мирен пат тие точки не може да се реализираат, бидејќи ниту една балканска држава нема да се согласи со некоја друга балканска држава во однос на поделбата на тие територии. Така што самата платформа, ја и на некои од колегите албанци сум ми кажал, самата платформа личи можне наивно. Историски гледано, по Првата светска војна, кога се распадна Австро-Унгарија, се создадоа повеќе држави. Имаме многу промена на граници во Европа. Меѓутоа, по Втората светска војна, немаме промена на границите никаде во Европа. Зошто е тоа направено така? Не е тоа случајно. Имаше и победници тогаш, имаше и победени, но промени на границите немаше. Заради тоа што тргнувањето кон тоа да се извршат промена на границите создаваше услови да не се знае понатаму што ќе се случи. Оно што се вели едноставно народски, се отвара Пандорината кутија и не се знае понатаму што ќе произлезе од неа. Па затоа конкретно кога би говореле за оваа платформа, таа едноставно мислам дека треба да биде или отфрлена или повлечена од албанските политички партии. Тоа како идеја, како тенденција, не може никој да го оспори. Меѓутоа, вака поставено на ваков начин, ќе влеземе во влада ако е тоа е едноставно губење на македонската држава. Нели се бара федерализација на македонската држава, се бара билингвалност и така натаму, но македонскиот народ во оваа фаза не е подготвен да го направи тоа.
А македонскиот народ треба да го слушаат политичарите кои што го водат тој народ. Не може да се прави политика на небо, мора да се движи со тие луѓе за кои што се прави таа политика, тоа е со народот. Една од точките во албанската платформа е и осудата на геноцидот извршен врз албанците на оваа територија. Има ли историска подлога, има ли факти кои што наведуваат на тоа денеска политичарите во Македонија да изгласаат едно такво решение? Па видите, јас, како да кажам, може би нема добро да звучи, меѓутоа некои од политичарите што се согласни да прифатат таа платформа, се неуки за тоа прашање и треба да се консултираат исто историчарите. Конкретно, како што стои таа точка, тоа е едно тешко обвинување за македонскиот народ, за македонската нација. Едноставно тоа сме немале држава, меѓутоа ние сме биле овде, нашите претходници биле и останале тука. Тоа е кажано за територијата на Македонија дека имало геноцид, а не може да имало на територијата на Македонија геноцид, бидејќи самиот македонски народ бил изложен на еден вид геноцид, како на пример во егејскиот дел на Македонија. Има документи дека има одделни ситуации на геноцид, дали 20 души, 20.000 албанци биле протерани од Чемерија, од југот на Грција, ако тоа се смета геноцид. Меѓутоа, такви некои груби протерувања и чистење на Македонија од албанците немало. Немало и тоа не е докажано. Која е интенцијата со едно вакво решение? Ами видите, различни луѓе кои што се содруваат со тоа прашање и кои размислуваат околу тоа имаат различни искажувања. Меѓутоа, јас мислам дека сака да се каже дека тоа што албанците се толку колку што сте, јас ја не навлегувам во бројот колку се и како се си, тоа е политичка оценка и оценка на еден попис, меѓутоа асоцира на тоа дека толку се заради тоа што имало геноцид, дека имало случаи на протерување на албанци, на убивање на албанци, па преселување во Турција и така натаму. Тоа се маргинални бројки, не се од таква големина што да се размислува на такво нешто, да се прави геноцид врз една нација. Практично според вас со ова решение сака да се даде легитимитет на останатите точки во платформата, како што е целосното изедначување на јазиците, во делот и на државотворноста. Да, точно тоа е. Например, видите, геноцидот е тешко обвинување. Да го земеме примерот на Турција во периодот меѓу Првата и Втората светска војна, има таму еден геноцид на ерменците, направен од страна на Турција. Тоа протерани се или убиени околу 1,5 до 2 милиона ерменци, но турците упорно тврдат дека тоа не се случило. Сите европски земји тврдат дека се случило, но турците тоа не го прифаќаат. Ја не би сакал конкретно сега да имам став за тоа прашање, не е мој проблем сега конкретно, меѓутоа не случајно го отфрлаат, бидејќи геноцидот е едно тешко обвинување за секоја држава и за секоја нација, кај што тоа обвинување ќе биде упатено. Ние некако многу полиберално се однесуваме, или барем некои политичари доста полиберално велат, па добро, за се може да се дебатира. Па дури за тоа дали се работело за геноцид или не. Ова прашање за геноцидот не е прашање околу кое би требало да се дебатира. Ако тоа се прифати, тоа останува така. И не може веќе да се коригира. Исто така, мислам дека ако сега во овој момент, поради формирање на влада или од други причини, се прифати платформата на албанските политички партии, нема веќе услови за дебатирање. Нема услови заради тоа со секогаш албанската популација
ќе го истакнува тоа прашање како решено прашање, како стекнато право, околу кое не би требало што да се дебатира. Утре ќе дојдат нови генерации и тие ќе треба да живеат, и тие ќе формираат влади. Но ова што е сега, ако се прифати федерација, билингвалност и другите одредници од платформата, тоа веќе нема корекции. И затоа мислам, не сум ја некој фактор да давам такви пораки, меѓутоа ако може како совет да се почувствува на тие луѓе што учествуваат, особено на нашите пријатели од Социјалдемократскиот сојуз, да им укажам на тоа дека не смеат да го допуштат тоа, затоа што ќе создадат еден преседан во македонската историја кој никогаш повеќе не ќе може да се исчисти. Интервјуа, анализи, жешки теми. Политички магазин Пул на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова.